тоа е еден занет од најтешките занети. Што ти секој ден се менјава модата. Така. И ако не ја знаеш професијата добро, пропаѓаш. Како прво, како второ. Народот не ја знае ова професија колку е ценлива. И цени немаме. И со овој занет тука не можеш да бидеш профитер. Едино ако имаш конфекција. Иначе ние само корекции правиме. Така. Ние не сме задоволни со работата. Доколку ме прашавте за дали имам наследник, немам никого. Моите деца се напор. Така. А дали уопшто младите се заинтересирани да станат кројачи? Никој до сега не прашал за овој занет да го учи. Зошто? Што мислите, дали профитот е проблемот или нешто друго? Проблемот е дека нема цени, овие цени се од 96-та. Така. Од 96-та до сега цените се менјали и се дигнали. Кило шекер беше 9 денари тогаш. Сега е кило шекер 5-60 денари. Ова е изработено рачно. Кај што сум работел кај мајсторот и стававме адреси внатре од дуќанот каде. Ете пример. Кога е шиено во Аустрија Грац, и јас сум тој со името Джемо. 2008 децембер. Све е рачно ова. Која е предноста на рачната изработка? Не бе, ова е пример. Зато се отварат овие рупиците тука. Ова е копчињата на врат се викаат овие. Рачно изработено. Машината овие не може да ги прави. Само рачна работа, ето. Една рупица околу 20-30 минути се прави рачно. Поставата е све рачно шиено. Наоколу. Джебовите се машински. А постои ли интерес кај купувачите? Ова тука уште немам сефте некој да шиела во Аустрија. Ред се чека. 2.500 евра кошта едно дело рачно да се шие. Тука не смее да те прашувам. И за 200 евра да му го шиеш не ме ти плати. Околу 60 сати има работа од дело. Рачно да се шие панталони и палто. Колку се нашите купувачи подготвени да платат за едно вакво дело? Ниеден. Нула. Вика, јас ќе ти вршам работа, ти правим едно дело. Работи 60 сати за него. Кажете ми, дали може да се профитира од занаетот кој што го работите? Може, ама не многу, не може да се збогатиш, да јадеш, да пиеш, да платиш, делиш ти да се збогатиш, не може. Така, колку е тешко да се изработи една шапка? Зависи што и каква шапка. Ако е кашкет, имаш некои кашкети што ми се полесни, ќе ги работиме нон-стоп, што секој година све нешто нови модели вадиш и потешко ти се за да ги направиш почетокот, иначе после кога почнеш серијски да ги работиш полесно. Постои ли голем интерес кај купувачи? Ценат се рамките, зашто ова е рачна изработка, не е речи во купи-продај, тоа е друга работа. Ние сами си ги изработуваме, не гледаат како ги изработуваме, како ги шиеме. Така.
Има ли кој да го наследи вашиот бизнес? Имам Занет. два сина, и ќе го наследам. Така. За крај, која е пораката која што би им ја препорачале на младите за занечиството во Македонија? Зошто да бидат занечи? Треба да се учи занаетот порано не давале ни керки, ни ништо ако нема занает. Занаетот е многу убава работа. Било кој занает да е. И доктор да си, инженер да си, било што и тоа е занает. Занаетот е не те остава гладен. Тоа е занает. Ма не те ни избогати. Тие две работи. Така. Ви благодарам. Дуќани работе убаво, квалитет. Имаше работници, чираци, работа колку сака. Америка беше, тоди, Европа. А зошто сега изумира Нема занаетот? изумира, нема кој да работи. Нема златари, нема тројари, столари, димари, ковачи, ништо нема. Зошто? Младите избегам во Германија, Франција. Сите пензионери са работи. Слушаш? Така, профитот е најголем проблем, значи. Тоа најголем, 2 милиона, сега. Некој не се да работи. Дали смитате дека занаетот во Македонија целосно ќе исчезне? Изгледам, sve već da je popisano. Nema, da se sjeda. Ovo beše, da se beše, najbolje učešćivo Balkanu se požele učešće. Druga dojela Srbija zima se, ostekat od Kosovo, Crna Gora, Makedonija. Sada češće beše Klave. Nešto je to, Так. Ви благодарам. Hvala.